Општина Радовиш заедно со Агенцијата за катастар и Оделението за имотно-правни работи утврдија парцелата каде можат младите до 35 години да подигаат куќи во рамките на проектот Купи куќе за млади. Станува збор за парцела на околу 16 хектари во периферијата на Радовиш кон населеното место Аликоч, каде би требало да се подигнат околу 400 типски куќи. Според градоначалникот Сашко Николов, до крајот на годината би требало да заврши урбанизацијата и продажбата на парцелите. Овој предлог од наша страна е во текот на денешниот и утрешниот ден ќе биде доставен до Министерството за транспорт и врски. Очекувам да почне постапката за урбанизација и сите други активности кои што ќе бидат потребни во делот, за да можеме во оптимален рок некаде до крајот на годината отпочнеме со постапка на продажба, односно на понуда нови атрактивни парцели и се разбира, мораме да потенцираме уште наши, иако тоа е веќе доволно експлоатирано во јавноста, владата ќе ја гради целокупната инфраструктура во делот на оваа типска населба. Значи буквално се, во делот на одвод, довод, во делот на патната инфраструктура, во делот на осветлување на улична мрежа, се што значи да функционира една современа атрактивна населба која што чест имаме да и во Радовиш никне ова населба или да биде во функција на подобрување на условите на младите граѓани на Радовиш, односно за искористување на поволностите кои што ги нуди Министерство за финансии. Околу 33 општини веќе ги утврдија парцелите каде треба да никнуваат типските куќи во рамките на проектот, за чија изградба државата најави субвенции. Катастарот обезбеди локации буквално за сите општини во територијата Република Македонија. Истите се доставени до општините, на моје задоволство и на задоволство на градоначалникот на Радовиш. Веќе за Радовиш се утврди поволна локација, од предложените неколку се одбра она локација која што највише одговара, така да сега понатаму сигурно ќе следат процедурите околу донесување на урбанистички план. Оделенијата за имотно-правни работи се отворени за било какви консултации за проектот за младите, потенцираше директорот Зоран Крстановски. Во однос на оделението, сакам да напоменам дека истото е веќе и вклучено во активностите во реализацијата на проектот Купи куќа за млади, што значи дека сите заинтересирани млади лица кои што сакаат да добијат подетални информации во однос на овој проект, условите кои што треба да се исполнуваат и слично, може да се обратат во подрачното оделение во Радовиш, каде што ќе ги добијат сите овие потребни информации кои што сепак се значајни за да можат да ги почувствуваат ефектите од овој значаен проект на владата на Република Македонија и на Министерството за финансии. До крајот на годинава, секој што ќе ги користи бенефитите од овој проект, според проекциите се очекува да ја отпочнат изградбата на типските куќи кои ги промовираше минатата година владата на Република Македонија.